Вести на Слободна ТВ. Председателот на Собранието Талат Џафери вчера ја отфрли иницијативата на опозицијската ВМРО ДПМН за референдум за престанок на важењето на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија, образложувајќи дека е противуставна и дека меѓународните договори што се ратификувани во согласно со Уставот се дел на трешниот правен поредок и не може да се менуваат со закон. Од ВМРО ДПМН оценија дека иницијативата е во согласност со членот 24 од Законот за референдум и порачаа дека Џафери нема основа да ја отфрли, додека од владеачката СДСМ ја поддржаа одлуката на Џафери поради тоа што и тие ја сметаат за неуставна. По иницијатива на Стопанската комора на Македонија, Уставниот суд денеска расправа за Законот за именување и дополнување на Законот за работни односи, кој што во својата содржина опфаќа работа во недела. Во иницијативата се наведува дека ден на неделен одмор може да биде било кој друг ден во неделата, дека утврден и додаток на плата за работа во недела во износ од најмалку 50% за секој час поминат на работа и од тие причини е дозволена нееднаквост на граѓаните пред законите, велат од Уставниот суд. Сојузот на синдикати на Македонија вчера го повика Уставниот суд да ја отфрли иницијативата на Стопанската комора, бидејќи како што велате спротивна на Уставот. Според синдикатите со иницијативата ќе се наруши веќе утврденото право на непрекинат неделен одмор, што се состои од најмалку 24 часа за период од 7 дена на илјадници работници низ државата. Генералниот директор на Електростопанство на Македонија Васко Ковачевски информираше дека земјава од Грција договорила испорака на 1 милион тони јаглен и 250.000 тони мазут. Јагленот ќе биде примарно за потребите на рек Битола, но дел од количините ќе може да бидат користени во рек Осломеј, додека мазутот е за термоелектраната во Неготино, а дел од количините се и за Битола и Осломеј. Оваа набавка е во рамките на договорот за испорака на 144.000 тони мазут. Кавказот се разгорува по вчерашните судири меѓу Ерменија и Азербеџан во кои беа убиени 50 ерменски војници. Од утринава се јавува за престрелки долж границата помеѓу Таџикистан и Киргистан. Во Украина пак продолжуваат судирите, а Москва, која го призна неуспехот да ја задржи украинската контраофанзива, најави дека специјалната војна операција во Украина продолжува. Времето денеска ќе биде сончево со мала локална облачност и температура од 24 до 31 степени. Во Скопје сончево и температура до 28 степени. Ова беше прегледот на најновите вести.